Да, добро утро секое утро. Продолжуваме понатаму со наша гостинка во студиото. Сузе ја пречека. Росица Кулакова, сестра на Фросина Кулакова, кога ќе го споменеме нејзиното име, секогаш е една голема тага, меѓутоа таа си живее, нели, и во нашите мисли, во нашите срца, поготово вие, најблиските кои што сте до неа, така да, еве, се отвара и фондацијата, така, Фросина Кулакова. Повеќе за ова ќе слушнаме од вашиот разговор. Сузе, повели, драго ми е што сте наша гостинка. Ти благодарам многу. Саканите никогаш не умираат и саканите никогаш не смеат да бидат заборавени. Фросина остави толку многу за незиниот млад, краток, прекрасен живот да имаме од неа и што да учиме, а имаме и голема задача што се допрва треба да правиме заедно. Росица, драго ми е што си тука. Неколку дена пред годишнината од таа голема немерлива трагедија која не ве скрши само вас како семејство, не скрши сите нас и ние сите заедно на тој 29 јануари изгубивме некој многу близок, некој многу скапоцен, некој многу посебен и некој на кому му должиме нешто да правиме и нешто да учиме од сето она кое Фросина го остави во незиниот живот. Беше наша гостинка пред неколку години и како сега го помнам мигот, како убаво и светеа очињата, колку голема радост и убава енергија ни даде на сите и дефинитивно е некој кој не се заборава и не смее никогаш да биде заборавен. Фондацијата Фросина Кулакова официјално стартува со работа со донаторската вечер наредниот четврток на 29 јануари, така нели? Која е мисијата на оваа фондација? Па, како што кажавте, општеството, целото општество се крена на тој 29 јануари. Ние чувствуваме морална обврска тоа да го оправдаме, па така и се роди фондацијата. Мисијата е многу едноставна. Од нашата лична трагедија да направиме општествена сила. Фондацијата си се темели на неколку столба, значи тоа е психосоцијална помош и правна помош за семејствата што се соочуваат со вакви трагедии. Иницијативи за подобрување на законите и подигање на свеста. Подигање на свеста за безбедноста во сообраќајот и стипендирање и помагање на млади уметници. Да, верувам дека не е лесно. Болката е премногу свежа, никогаш таа нема да престане и верувам дека оваа ваша лична загуба и голема болка го пренасочуваат вашиот живот во една голема мисија со која ќе правите и ќе правиме, и ние како медиум се разбира стоиме позади вас, ќе правиме добри промени во ова наше секојдневие, во кое дефинитивно има многу што да се поправа. Што ќе биде презентирано на настанот во четврток и како сето тоа го имате замислено? Да, значи настанот во четврток се состои од филантропска изложба, аукција на дела донирани од македонски автори и ќе биде презентирана целата програма за 2026 на фондацијата. И се надеваме дека ќе собереме доволно средства на настанот за да ги оствариме тие активности. Браво. Колку уметници досега има пријавено? Знам дека еве имаме неколку флаери, неколку плакати, ќе видиме и точно и плакатот за вечерта. Дали досега имаме доволно пријавено уметници? Верувам дека има и пријавено и волонтери, поддржувачи, луѓе кои ве следат целата оваа година и луѓе кои се со вас заедно со болката, ама пред тоа ајде да ги искоментираме овие креации. Ова се колекцијата на Фросина, така не? Да, колекцијата на Фросина. Сега ги гледаме креациите што она сама ги има работена. Значи, ова се моделите од последната нејзина колекција, што ние потоа ја доработивме и ја презентиравме на топ модел. Прво во Белград на балканското финале, па потоа и во Брисел на европското финале. Можам само да предпоставам со какви овации беше таму примене.
целата оваа нејзина посебност, бидејќи од она што јас ја забележав кога дојде кај нас и од она што таа го произнесе нејзиното видување на модата и нејзиниот светоглед во модата, е дека доминираат асиметрични форми, многу шаренило и многу посебност. Да. Многу сакаше да се игра со формите. Но искрено, ајде во Белград еве луѓето знаеа нели за настанот, затоа што веста допре и до Србија и до сите наши земји соседи. Меѓутоа во Брисел луѓето не знаеа која е Фросина Кулакова, што се случило, ниту пак дека тоа е нели постхумно реализирана колекција, меѓутоа одзивот и како што кажа овациите нас многу не изненадија. Значи луѓето на нејзиниот талент баш позитивно реагираат. Да, се радувам што реагираат така и ќе ми биде драго ако уште посилно оваа фондација создава проекти и настани преку кои ликот и делото на Фросина ќе живее и никогаш нема да биде заборавено, бидејќи после се што се случи, тоа е најмногу што можеме да сториме, како што еве и 19 години по заминувањето на Тоше, се уште од фиока се вадат негови песни и се уште на моменти имаме чувство дека е тој присутен. Те прашав пред да ги погледнем и да ги коментираме слайдовите околу бројот на уметници кои досега се имаат пријавено. Па имаме многу уметници, искрено не трогна солидарноста на уметничката фела. Поддршката од нив, да. Значи вклучени се професори, ликовни уметници, модни дизајнери, буквално од секоја област на уметноста имаме по нешто. И нормално човек сам не е за никаде, ова не е само наше дело, ова е дело на општеството. Така што се надевам дека заедно ќе успееме нели во таа мисија. На кој начин еве ние од сега како обични, да речеме, обична публика или граѓани, на кој начин од сега можеме ли од сега да си резервираме некое дело? Има ли некаде линк каде можеме нешто да погледнеме што се ќе биде изложено на оваа донаторска вечер? Не, затоа што се уште ги прибираме делата, меѓутоа ќе има онлайн каталог на делата што се донирани и нормално дека затоа што нашата мисија и настаните не завршуваат со вечерта, туку ствараме континуитет каде што уметниците ќе може да продолжат со донирање и ќе си имаме една платформа нели за секој еден што сака да поддржи емисијата, да може тоа да го стори, дали ќе биде онлайн или преку поп-ап настани што ќе се одвиваат. Жива материја е тоа. Браво. Колку луѓе се заедно со тебе вклучени во фондацијата? Многу. Од пријатели, значи на нашето семејство, сите професори на Фросина, други професори, значи стварно имаме огромна поддршка од целото општество и сите заедно работиме. Многу луѓе така несебично се вклучија и во организацијата на настанот и во самата фондација, што за нас многу значи. Како не? Да, само физичката болка не можеш да ја поделиш со никого, таа е твоја и лична, но душевната болка, тагата и целата немила ситуација навистина се дели со луѓе кои имаат желба да бидат дел од таа колективна тага која не погоди сите нас, најмногу семејството, најмногу блиските, најмногу пријателите, а од она што следев целиот тој период сватив дека Фросина била толку сакана, толку пожелна во секое друштво, на секој чекор и потполно сум сигурна колку многу таа физички недостига насекаде и колку со нејзината шареноликост, со нејзината посебна таа убава енергија, убава душа и убава и физички однадвор, колку недостига во ова наше сивило и во ова наше навистина тешко секојдневие понекогаш во кое луѓето заборавија да се смеат, заборавија да се радуваат, а јас не погледнав ни една слика каде таа не е насмеана и ги гледаме сите заби. Да.
Ти како средно дете во вашето семејство, колку ја понесе обврската во поглед на тоа да ги држиш како столбот, како вагата, ете така да балансираш помеѓу сите останати дома? Има еден феномен на средно дете, што јас го живеам и верувам дека многу од средните деца ќе се согласат и нели секој еден човек во својот живот има една улога, мојата баш тоа да балансираш. И така што многу сум придонела. Тебе ти е дадена посебна мисија. Да. Ти имаш многу улоги, многу причини зошто си тука и овде и се уште си млада, но одговорите ќе ти доаѓаат, верувај ми. Така. Периодично ќе ти доаѓаат одговорите зошто сум јас баш средното дете и зошто морам сите овие работи да ги носам и да ги крепам сите околу мене. Тоа е една голема и важна, значајна улога. Ајде да се навратиме ние на донаторската вечер, да се навратиме на поводот поради кој се формира фондацијата, меѓу останатото, меѓу ова ваша голема и лична трагедија и болка, вие ја преточивте во мисија со која сте им поддршка и на многу други семејства кои поминувале низ сличната ваква голгота. Колку од семејствата ви се јавија, ви се приклучија, побараа од вас совет, поддршка? Многу. Уште на самиот почеток, нели кога се случи трагичниот настан, наплив имав во сите инбокси на социјалните мрежи од мои пријатели, од познаници, од луѓе што не ги познавам, што сочувствуваат, меѓутоа поразителна беше бројката на луѓе што ме контактираат да ми кажат и мене ми се случи. И на мајка ми, и на дедо ми. Да, навистина е важно колку ваквите слични несреќи завршуваат така, со еден судски процес, со некогаш и без судски процес. На нечии грешки ги покрива земјата и толку. Да. Тоа е многу болно да се каже, многу болно да се доживее и многу трагично за семејствата кои никогаш не добиле одговор конкретен, ниту пак сторителите ги добиле заслужените казни. Така и се роди всушност идејата да ја основаме фондацијата уште толку рано, можеби првите неколку недели од кога ја изгубивме Фросинче, заради тие луѓе. Затоа што секој еден заслужува да ја добие поддршката што ја добивме ние од целото општество. Успеавте ли нешто да промените? Кој е твојот личен став, лично чувство? Успеавте ли нешто да промените во начинот на кој се гледа, на кој се, еве, со системот Безбеден град, може би, ќе речам, до некаде, и се спречи можноста да оние луѓе, ќе ги наречам, кои што дивеат по улиците и прават вакви несреќи и вакви трагедии, да не го прават тоа така како што го правеле во минатото? Јас сакам да верувам дека сме успеале нешто да промениме. Со самото тоа што и медиумите се повеќе известуваат за ваквите случаи, сме постигнале нешто. Значи сме подигнале свеста за проблемот што постои. Порано, барем јас, не сум слушала толку за вакви трагедии, не дека ги немала. И сега слушаме најчесто само за тие што се случуваат нели во Скопје, меѓутоа се случува насекаде во Македонија. Ова е проблем на целото наше пошироко општество. Во однос на нели промените, мислам дека да, сесите, еве јас знам и по себе како возиш, порано дека се знаел некогаш малци да забрзаш, да се подзаборавиш, да. Опасност, да. Меѓутоа сега сите пазиме затоа што казните се ригорозни и наместо да чекаш полиција да те фати, сега знаеш дека не мора да има полиција за да си фатен, ќе те фатат камерите секако, така што таа иницијатива ја поздравувам и не дека ќе ги елиминира во целост случаите, но верувам дека значително ќе ги намали. Верувам и сакам да биде така навистина. Ќе те прашам нешто кое можеби не ти кажав дека ќе те прашам, а сигурно нема да ти биде лесно да ми го одговориш, но за љубов на Фросинче. Еве сакам некоја минутка да ни ја доловиш ти како постарата дада, секица мекица, како што таа те нарекуваше и како што многу често на вашите објави, на вашите постови може тоа да се прочита. Зашто сонуваше Фросинче?
за многу работи. Она живееше со уметноста, така што значи пред да почне ние за тоа се спремавме. Сакаше да си отвори ателје и продавница каде што ќе си ги продава нели дизајните, и на тоа работеше многу напорно. Си сонуваше, меѓутоа и многу труд вложуваше во соништата. Фросина ни беше циркузантот во фамилијата, секогаш насмеана, секогаш позитивна, без одмерена, никога да не навреди. Верувам дека, знам дека си изгубивме, нели, еден многу клучен дел од нашето семејство и нејзиното отсуство го чувствуваме секој ден, како светлината да не се одзема во фамилијата. Како да зајде сонцето, да. Да, дали сонуваше, бидејќи вие имате постар брат кој живее надвор од земјата, во една многу поинаква средина во Дубај, дали сонуваше можеби да замине таму и својата работа, својата визија и креативност да ја распрсне по светот? Сонуваше повеќе за Европа, него ли за Дубај. Дубај не го гледаше, мислам дека како предизвик. Париз си беше омиленото место и секогаш му се враќаше на Париз, а многу често кога ќе отидеше да прошета било каде по Европа, ќе се врати и ќе рече: "Еј, сакам да живеам таму." Викам, секоја следна шетка, ново место на живење си наоѓаш, Фросинче. Меѓутоа сметам дека Дубај не и беше баш онака на мапата, нели? Повеќе би рекла дека градот на светлината. Градот на светлината, да. Нека е светло, нека е мирно и нека е спокојно на она место каде е таа сега. Сигурна сум некако дека е на многу подобро место од овде. Верувам дека знае со колкава љубов, посветеност и енергија го правите ти и твоето семејство и родителите сето ова, особено сега донаторската вечер на која ги покануваме сите гледачи кои сакаат да дојдат, сите хумани луѓе, филантропи кои сакаат да бидат дел од големата донаторска вечер. Влезот е слободен, на настанот ќе се случи во четврток на 29 јануари. На 29 јануари во станица 26 со почеток од 19 часот. 19 часот, сите добри и хумани луѓе, фирми, компании, институции кои сакаат да ја поддржат Фондацијата Фросина Кулакова се добредојдени, и тоа нема да биде само за една вечер, туку ќе биде во континуитет. Само заследете ги на социјалните медиуми Фондација Фросина Кулакова, дали на Инстаграм, има и на Инстаграм и на Фејсбук. И на Фејсбук, така да ќе можете подетално да се информирате за се останато и да бидете дел од нешто големо, хумано и нешто со кое Фросина Кулакова и натаму ќе живее помеѓу нас. Ти благодарам многу што дојде ова утро. Ви благодарам и вам на поканата. И прости ми ако бев многу емотивна во разговорот, но едноставно луѓе сме, а верувај дека иако можеби многумина лично не ја познава, на многумина им недостига Фросина. Ви благодарам на поканата и фала ви што сочувствувате со нас, затоа што само со таква поддршка и со емпатија може да направиме промени. И уште нешто не кажавме, дека на настанот ќе биде промовирана и химната на фондацијата Фросина Кулакова, за која музиката и текстот го направи Александар Митевски и Огнен Неделковски. Една толку силна и моќна музика, која што сум сигурна дека веќе од наредниот ден ќе се пее насекаде и во сите средини каде се почитува музиката, уметноста и Фросинче. Ти благодарам многу. Така, се гледаме на 29 јануари.